Господине министре, дами и господа, новинари, големо ми е задоволство што денеска сум во прилика во Министерството на дворешни работи на Република Србија да го угостам колегата и пријателот господин Бујар Османи, министер за надворешни работи на Република Северна Македонија. Средбата на најголемо ниво, на нивото на председател на Република, на нивото на председатели на влади, а сега и состанок на два министера е секако потврда на добрите соседски односи на Република Србија и Република Северна Македонија, кои подлежат на 5 принципи и 5 насоки за нашите односи, кои се дефинирани во средбата на председателот и господинот Заев, а тоа се спремноста на двете држави сите отворени прашања да ги решаваме низ диалог, потоа унапредување на пријателските односи на народите и граѓаните на Србија и Северна Македонија, унапредување на економските и трговските соработки, интензивизирање на соработката на највисоко ниво, како и меѓусобна поддршка на европскиот пат и јакнење на добрососедските односи кои допринесуваат на стабилноста не само на нашите две земји, него и на целиот регион. Суштината на овој наш состанок е доприносот на континуиран диалог меѓу двете земји и господинот Бујар и јас денеска се договоривме да се гледаме што почесто нашите планови кои ги ставаме на хартија и ги планираме за време на секоја средба да ги контролираме колку се спроведени и секако да продолжиме со соработката на двете министерства каде тие во еден момент беа застанати. Тоа значи повеќе да живееме политички консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Србија и Македонија. Понатака, да ги продолжиме нашите конзуларни соработки кроз низ конзуларен диалог, да одржуваме заеднички седници на двете влади, нашето пријателство, да го продолжиме, да го радиме така, што доживува потврда на време на тешката пандемија COVID-19, кога помагавме едни на други, како и колку можевме. Од друга страна, да се поддржуваме едни со други за нашето стратешко определување на Србија и на Северна Македонија, а тоа е нашиот европски пат на европските интеграции на нашите две земји. И да сватиме дека нашиот заеднички настап и према и кон Брисел е нешто што може да ни донесе на двете земји многу повеќе. Констатиравме дека регионалната соработка и градењето на добрососедски односи е она што е без сомнеш определување на нас двајца лично и на нашите две министерства, дека е многу важно со кого живееш и покрај кого живееш, како и како живееш. Со тоа во врска, апсолутно сме во функција на она што е договор на политичкиот врв на нашите две земји, а тоа е мини Шенген иницијатива со чиво уводување ќе се согласивме дека решавањето на прашањето на нормализација на односите меѓу Белград и Приштина по пат на диалог под покровителство на Европската унија е нешто на што сме поврзани и со тоа во врска се благодарувам на господинот Османи за неговите изјави кои одат во таа насока на поддршка на диалогот. Сосема сме согласни дека зајакнувањето на економската соработка е еден од неопходните приоритети на нашите две држави и како што рековме, за заедничките политички консултации, за консултациите на прашањето на Косово, одржавањето на седници на двете влади на истој начин. Констатиравме и дека е поминато од подолго време кога не е одржана мешовита седница меѓу Србија и Северна Македонија и дека тоа е нешто што треба да се промени. Само во минатата година заради COVID имавме
Нашата трговска размена од преку 860 милиони евра, но 90-те години имавме соработка, односно размена која надминуваше цифрата од милиарда евра. И кон тоа се стремиме. Мислиме дека не само во трговината, него и на ниво на таа размена можеме да соработуваме и на нашите заеднички инвестиции. Исто како и заеднички планираме инфраструктурен развој, како што заеднички према нашата граница градевме аутопатишта. Сега можеме и да планираме железничка мрежа која ќе ги зацврсни, ќе ги поврзе нашите граѓани и дека ќе бидеме посветени на тоа. За крај сакам да кажам и дека тема на нашиот денешен разговор се однесуваше и за меѓусебната положба на нашите национални малцинства, србите во Македонија и македонците во Србија. Спремни сме од наша страна, како Министерство за надворешни работи на Србија, председателот и државата Србија максимално да се ангажираат на дополнително подобрување на положбата на македонската малцинства во Србија и да се заблагодариме на иницијативата на министерот Османи да го оживееме договорот кој потпишан во 2004 година измеѓу Србија и Црна Гора и Македонија за положбата на националните малцинства. И доколку во првата половина на оваа година започне со работа мешаната комисија за националните малцинства. За крај, сакам да кажам и дека управо во таа културна соработка сме спремни за време на нашите мандати да го дадеме нашиот максимален допринос. Во Београд со работа да почне Македонски културен центар, а во Скопје со работа да почне Српски културен центар. Добивме поддршка и од господинот Вучич на еден изврсен состанок на таа тема. И верувам дека низ нашата идна соработка тие цели кои ги имаме зацртано можеме да ги оствариме. Уште еднаш, пријателе, добро дојде во Србија. Секогаш да се осеќате како во ваша куќа и треба да се гледаме што почесто. Уште еднаш, благодарам на добрата иницијатива и благодарам на пружената рака. Ние тоа секогаш го прифаќаме и убеден сум дека ќе соработуваме и во иднина за најдобар можен начин на интерес за нашите држави. А сада ќе се обратити и министер Бујар Османи. Изволите. Благодарам многу, почитувани присутни, почитувани новинари, почитуван колега Селаковиќ, драг Никола. Благодарам за овие убави зборови и за денешното гостопримство. Дозволете на почетокот прво на сите граѓани на Србија да им го честитам неодамна одбележаниот државен празник. Веројатно веќе ги добивте сите пораки на благодарност за неодамнешната испорака на вакцините, меѓутоа еве и јас во оваа прилика да ја реафирмирам таа благодарност во името на граѓаните и во името на институциите во Република Северна Македонија за овој искрен израз на солидарност. Ова е наша прва официјална посета. Морам да признам дека помина во исклучителна пријателска атмосфера, што е и одраз на пријателските односи помеѓу Република Србија и Република Северна Македонија. Како што кажав и на средбата, ние сме релативно нови шефови на дипломатиите на нашите две земји, меѓутоа овие средби што ги имаме во овој период се веќе навестување за една интензивна и плодна соработка и интензивен политички диалог, што мислам дека е и наша цел, односно да ја вратиме динамиката на комуникација која што беше пред пандемијата и бидејќи една од првите цели на мојата мандатна мисија беше најавено се односите со соседите и регионалната соработка, и тука Република Србија има големо значење. Мислам дека меѓу седниците на двете влади се одлична платформа
за планирање, за следење и за имплементирање на меѓусебната соработка и од тука смектам дека е веќе време да се подготвиме за нова заедничка седница меѓу владите, меѓутоа и активирање на сите други механизми на соработка, вклучувајќи ја и таа што ја спомнавте Мешовитата комисија за економски прашања, бидејќи сметам дека на најдобар начин може да се следи имплементирањето на тие проекти. Покрај билатералните иницијативи зборувавме и за нашата регионална соработка, таа е плодна и во рамките на Берлинскиот процес и во рамките на Мини Шенген иницијативата, која што создава можност за надминување на сите бирократски бариери, слободно движење на граѓаните во целиот регион. Мислам дека податокот кој што го споделува релевантни институции, дека транспортните камиони во регионот 80% од времето поминуваат на граничните премини, а 20% на патот до дестинацијата, е најдобра причина колку треба ние да ја интензивираме соработката, да ги надминеме бариерите, да го олесниме бизнисот, да го направиме овој регион атрактивен за големите инвеститори, меѓутоа се разбира и за нашите инвеститори од регионот. Европската Унија помага преку своите иницијативи, најавениот план за 9 милиарди евра грант за регионот со можност да постигне до 25 милиарди евра преку заеми. Мислам дека исто така треба да ја користиме како можност, а бидејќи соработката, транспортните коридори се можност да бидат финансирани овие проекти, ова дава уште една можност да соработуваме и да предвидиме трансгранични проекти и проекти за поврзување на државите од регионот кои што би биле финансирани од овие средства. Исто така се осврнав и на еден проект кој што е важен за мене како координатор и во претходниот мандат како вице-премиер за европски прашања, меѓутоа и сега како министер за надворешни работи, а тоа е граничниот премин Лојан Емиратовец, за кој што добив уверување дека ќе се продолжи со интензивната работа со цел да почне да функционира овој граничен премин, со цел и да им се овозможи на локалното население да комуницираат, меѓутоа и да биде како алтернативна можност за граничниот премин Табановце Прешево, кој што исто така од големо значење и прашање кој што го отворив и со председателот Вучич, од кој што добив уверување дека ќе се работи во наредниот период за да ова се овозможи. Морам тука да го спомнам и прашањето на нашиот евроинтегративен пат. Ние имаме договор за соработка за Европската Унија и мислам дека исто така треба да се активираат тие механизми за да го искористиме српското искуство во отварањето на поглавијата, во почнување на преговарачкиот процес, во очекување на нашиот почеток на преговорите. Морам да констатирам со жалење дека последните одлуки да не се одобри преговарачката рамка за Република Северна Македонија, меѓутоа и неодобрувањето на заклучоците од Советот создаваат една непредвидливост на европската перспектива на регионот, исто така ставајќи го прашање кредибилитетот на проширувањето како процес во регионот. Јас сметам дека Република Северна Македонија е лакмус тест за кредибилноста на Европската Унија и од тука координираниот настап на регионот дека мора да се создаде предвидливост во процесот на интегрирање во Европската Унија од големо значење и ние ќе продолжиме таквите пораки да ги дадеме кон Европската Унија, меѓутоа и да соработуваме во делот на подготвување за членство во Европската Унија. Исто така зборувавме и за регионалните прашања, ја искажав нашата поддршка за диалогот помеѓу Белград и Приштина, кои што треба да доведат до конечно решение со цел да може целиот во регионот да се затвараат отворените прашања, да се зголеми соработката и регионот да продолжи кон Европската Унија. И уште еднаш за на крај, колега Селаковиќ, дозволете да упатам јавна покана за посета на Република Северна Македонија, да го интензивираме политичкиот диалог помеѓу двете земји, да ја одржиме заедничката владина седница, да продолжиме со реализација на заедничките проекти, нови гранични премини, зелени коридори, заеднички пазар, инфраструктурни проекти, енергетски проекти и така натаму во интерес на нашите две држави и на
граѓаните. Благодарам уште еднаш за гостопримството, се надевам на интензивна соработка во наредниот период. Благодарам на вниманието. Zahvaljujem, a sada imamo vremena i za nekoliko vaših pitanja. Kolega, izvolite. Ja sam prvi, dobar dan. Mi je iz Beograda. Imam pitanje za gospodina Selakovića. Има питање за господина Селаковиќа. Severna Makedonija. Северна Македонија и Србија су Evropskom putu, o čemu je gospodin Osmani. Zamolim slobodno, pomerite masku da vas bolje Aha, okej. Ovako, i Severna Makedonija i Srbija su zajednički na evropskom putu. Nažalost, postoje velike probleme na tom evropskom putu. A moje pitanje je povezano sa ovim događajima sa Sofijom, sa Bugarskom. Poznato mi je da Beograd nije reagirao na izjave vicepremijera Bugarske u pogledu otvaranja srpskih škola u Makedoniji i Srpskog kulturnog centra. Koliko se sećam, bila je neka protestna nota iz Sofije u vezi istorijskih tumačenja za vreme Drugog svjetskog rata i okupacije Bugarske u Srbiji. To je, mislim, profesor Simunović govorio. I treće, pre neki dan je šefica diplomatije Bugarske rekla da ima veliki uticaj Srbije u Severnoj Makedoniji. Moje pitanje je, gospodin Selakoviću, koji je oficijalni stav Beograda u pogledu ovih bugarskih teza, tako da kažem, koji su prepreka на европском путу, веруjem и две државе. Ви благодарам на прашањето. Значи, нашиот официјален став го можете да го видите на врз основа на нашите реакции. Господинот Османи даде добар интервју за нашиот дневни новини политика, а ја ќе кажам нешто во врска со тоа. Ние сме регион кој секако е оптеретен со различни мили и немили случаи од минатото. Ако бараме тоа што не разделува, нема да поминеме многу време да најдеме нешто такво. Исто така, уверен сум дека ако најдеме оно што е добро и што не спојува, ако сакаме, лесно ќе го најдеме. Значи, знам за изјавите, ги слушнав и реагирав така како што мислев дека е најдобро. Значи, не сум ги коментирал. Нашето присуство, економско, политичко и секое друго на територијата на нашиот јужен сосед Република Северна Македонија не е оптеретено со никаква принудност, нити било каков друг мотив, освен мотивот да бидеме најдобри можни соседи, да бидеме блиски, да радиме инфраструктурни врски, да направиме автопат помеѓу Белград и Скопје, да нашите граѓани повеќе не патуваат 6 или 7 часа, него пократко од 4 часа. Ние веќе сме влезени во процес на проектирање на брза пруга која ќе оди од Белград до Ниш, од Ниш до Скопје. Заради Грдличката клисура не е можно да се направи брза пруга на која возовите ќе одат со брзина поголема од 200 км на сат, али секако ќе биде брза. Работиме заедно на тоа, работиме на гасно поврзување на нашите две држави. Кога станува збор за нашата културна соработка, пред малку спомнав и посебно се заблагодарив на министерот. Ние 2004 година заклучивме договор за заштита на малцинствата. Во меѓувреме државата Србија донесе свој закон кој е еден од најнапредните во Европа. Македонското национално малцинство во Србија има свој национален совет кој гледа прашања кои се од значење за малцинството македонци во Србија, како што се образованието, информираноста, употребата на писмо. 294 ученици од македонска националност во школите изучува македонски јазик со елементи на култура и мислам дека тоа се многу важни работи. Од друга страна, во Македонија се исто така нешто случува, али се надевам дека ќе се случува многу повеќе благодарение на оваа иницијатива, да формираме мешовита иницијатива и заедно да работиме на тоа. Не знам за иницијативата на отварање српски школи, знам за можноста на факултативно изучување на српскиот јазик.
Што повеќе јазици знаеш, повеќе вредиш. Кој сака да учи српски јазик, треба да биде добре дојден. Кој сака да учи македонски јазик, јас сам го имам некогаш изучувано затоа што ми беше интересен и мислам дека моето искуство е многу побогато со тоа што го знам, а ако ништо друго, поубаво ги разбирам македонските песни и книжевност и сакам и да ги читам и да ги слушам. Од друга страна, секоја држава го бира својот став и се поставува како внатрешно политички, така и надворешно политички. За време на мојата посета во Софија дадов еден интервју и реков дека мислам дека има повеќе работи кои не спојуваат. Ми постави еден ваш колега прашање, дали мислам дека е Македонија нешто што ги скара Македонија и Бугарија. Јас мислам дека тоа не е точно и дека може само да не сближи и дека сите три држави од тоа сближување имаме многу голема корист. На прво место економско. Знаете како, ако се бавиме со проблемите од минатото, сите полека ќе одбројуваме како луѓето од овој регион на Европа заминуваат во други региони, во други држави во Европа. Таму нема да им падне на памет да водат такви разговори, а овој простор овде ќе го насели некој друг. Ние сме чврсто определени да градиме економската соработка со сите своји соседи и во таа соработка нема никакви скриени мисли. Нашите мисли се отворени. Ние, Република Северна Македонија како држава, ја почитуваме, ги почитуваме македонскиот народ и сите граѓани на Република Северна Македонија, се она што го сочинува македонскиот идентитет и се заблагодаруваме на она почитување кое од друга страна доаѓа код нас. Дозволите ми да завршим со една реченица. Ни вие, ни јас, ни Бујар, ни јас, ни било кој од нас во оваа сала не може да има влијание на нешто што било пред 5, 10 или 150 години. Работиме денес да влијаеме на тоа што ќе се случува утре и во иднина. Мислам дека тоа е наша задача и дека со тоа треба да се занимаваме, а регионалната соработка преку мини Шенгенот, европската интеграција е нешто што не насочува кон иднината и што ни дава прилика заеднички да работиме и да имаме многу повеќе бенефиции заедно отколку поединачно. Агенција Танјук. Министре Селаковиќ, што е било за ваш клучно питање важно за овај сусрет и односи со Северна Македонија и дали сте инсистирали на неком одреđenom питању? И друго питање, медии пишу да е 5 земјалја спремно да повуќе признање Приштина. Дали тоа значи да Београд наставља своја активност у борби за отпризнавање, док с друге стране Приштина наставља своја глобална активност за прием у меѓународним организацијама, а самим тим и мртав тај дел Вашингтонскog споразума? И имам едно питање за министра Османија. Дали сте разговарали sa председником Вучичем и министром Селаковиќем о отвореним политичким питањима и дали имате временски оквир каде е реч о отварању Српскog културnog центра у Скопју и рада мешовите комисија о питањима мањина? Хвала. Да кренемо од задњег питања. Значи, Србија како кредибилна држава и партнер се придружува на оно што ќе се договори со некого. Не е некој кој крши договори. Заради тоа, ние се придржуваме кон нашите обврски, а ако друг не се придржува, не треба да очекува ние да бидеме вудо кукли или неми. Тоа е се што имам да кажам. Предност апсолутно даваме на диалогот во решавање на сите отворени прашања, како и натрешни, така и регионални. Кога ме прашате што е приоритет, на нас двајца се ни е приоритет што може да донесе резултат. Уверен сум дека колегата Османи и јас ќе бидеме во можност тој резултат и да го направиме и да го испорачаме на нашите државни раководства и граѓаните. Првиот приоритет е соработката на двете министерства. На мултилатерален план, ние едни други се поддржуваме и ќе се поддржуваме. Македонија
Северна Македонија 2023 година е председавачка со ОЕПС и за нас тоа е многу важно. Ние бевме 2015 година, тогаш меѓу двете министерства постоја добри и озбилни врски и соработка. Сега повторно ќе постои. Ние можеме да допринесеме се што ќе има за резултат полесен живот на нашите граѓани и на тоа ќе работиме. Дали тоа конзуларна соработка или отклонување на препреките на патот за заеднички вложувања на македонските стопанственици во Македонија и во Србија, тоа е тоа на што ќе работиме. Од друга страна, ако ме прашате, и ова е наша средба, е добра и позитивна работа. И со оваа средба пративме порака дека регионалниот план и регионалните односи се апсолутен приоритет и нешто на што ќе работиме во иднина. Благодарам на поканата за да дојдам во Македонија, но како стојат работите за 2-3 месеци, повторно ќе се видиме, ќе се гледаме што почесто за да провериме дали нашите тимови го направиле она што им е поставено како задача. Вие му поставивте на прашање на господинот министер за Српскиот центар во Скопје и ние сакаме што побрзо да видиме македонски културен центар во Србија. 30% од вкупниот број на македонци кои живеат во Србија живеат во нашиот главен град. Тоа се вредни и честни добри луѓе, горди на своето потекло и идентитет, но и лојални граѓани на Република Србија и ние нивната културна етничка посебност ја почитуваме, а сакаме да видиме тоа што уште повеќе тие кои не се со македонско потекло ќе ни ја приближат македонската култура и нашиот близок братски народ. И уверен сум дека уште една работа која спомнавме, мислам дека имаме празно поле, затоа што ништо на тој план не сме работеле, а тоа е нашиот заеднички настап на некој трет пазар. Дали економски, културен, како и да е, наука и образование. Значи, многу има приоритети. Се договоривме да направиме и една врста протокол, да ставиме на хартија се што ни е план за наредната година дена и да се држиме до тој план и да работиме се што е во наша можност. Јас се надевам, ова не е нада, него знаеме дека наскоро ќе добиеме наш нов амбасадор во Македонија, во Скопје, и изразувам нада дека што побрзо ќе добиеме и македонски амбасадор во Белград. Прашањето, обично кога се оценуваат билатералните односи, се користи реченицата немаме отворени прашања. Јас кажав и денеска и тоа го мислам, не е доволно помеѓу соседни земји да кажете дека немате отворени прашања. Напротив, треба да има многу прашања, но тие прашања, еве и во контекст на тоа што вие ги иницијативите што ги прашавте, не ги сметам за отворени прашања и за проблеми, туку напротив за проекти, идеи кои што се дел од нашата агенда, за која што се договоривме денеска дека ќе создадеме поголема предвидливост во смисла на следење и во смисла на имплементирање на истите, така да и во тој контекст и за мешовитата комисија, тоа се прашања кои што ние ги покренавме, прашања кои што не ги сметаме за отворени прашања, туку дел од нашата агенда за продлабочување на односите, за подобрување на билатералните односи и регионалната соработка. Јас кажав и на состанокот дека можеби најголемиот дел од проблемите во светот доаѓаат од некомуницирањето и недоразбирањето. И дека лекот за поголем дел од проблемите и во односите помеѓу државите и во регионот е интензивната комуникација. И тоа е целта на мојата посета денеска. Да одржиме и да воспоставиме поинтензивен политички диалог на сите можни нивоа и тоа денеска го договоривме. И тоа е одлична
одскочна даска, ако можам да кажам, за подобрување на односите. Интензивната комуникација завршува 50% од работата. Но денеска договоривме и предвидливост. Денеска договоривме и на некој начин акциски план за следење на обврските, бидејќи така треба да работиме и да функционираме, и сум оптимист дека веќе наметнуваме една динамика како нови министри за надворешни работи. Денеска ова е втора средба, прва официјална средба. Се договоривме да се сретнеме и почесто, меѓутоа и нашите министерства, и само така ќе реализираме проекти кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, во интерес на билатералната соработка, но најважно на регионалната соработка, и мислам дека тоа треба да биде приоритет на нашите дипломати. Zahvaljujem dvojici ministara. Ovime su izjave završene. Hvala.